Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Холестеролот и триглицеридите се два различни типа на масти во крвта. Нивната концентрација, односно концентрацијата што ни е потребна, обично ја синтетизира, ја создава црниот дроб, но со неправилната исхрана можеме да ги покачиме нивните количини. На каков начин со исхрана можеме да го регулираме овој проблем? Треба ли да ги сфрлиме сите продукти што содржат лоши масти и холестерол? Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Nutritionist Consulting, е денешната гостинка во телма амбуланта, која ќе ги даде бројни појаснувања поврзани со овој многу чест проблем и неговата регулација со исхрана. Добре ни дојде, Надица. Добро ве најдов, среќни празници и на вас, и на гледачите, и пред се многу здравје во новата година. Ти благодарам, Надица, исто желби и честитки за се најубаво во новата година и од нас. Кои продукти најмногу содржат холестерол? Дали се тоа продуктите од растително потекло или пак животинско? Всушност холестеролот таков каков што е оној кој што го мериме биохемиски и кој што се зема во предвид во различни истражувања на тоа како влијае на нашето здравје, потекнува од животинските намирници. Во растителните намирници имаме така наречени масти фитостероли, кои што имаат поинаков, поразличен метаболизам и генерално досега ретки се студиите кои што се занимавале со влијанието на фитостеролите врз здравјето, но науката потврдува дека генерално тие немаат штетно влијание доколку се конзумираат во разумни количини, бидејќи се што се конзумира во ексцесивни количини може на некаков начин да влијае на нашето здравје. Она што е интересно е што всушност може би и најмногу дилеми има околу тоа каква исхрана ни е потребна, имајќи во предвид дека морам да признам дека старосната граница на луѓето кои што имаат пореметен липиден статус, па дури и замастување на црниот дроб, како од година на година да се спушта се подолу и поделу, и на тој начин едноставно мора да признаеме дека и во однос на диетотерапијата многу работи науката промени последните 20 години. Она што е интересно е дека всушност она што најчесто сите го прават е исклучување потполно на сите масти од исхраната, но морам на почетокот да нагласам дека тоа навистина не е решение за регулација на мастите преку исхрана, бидејќи нив ги има различни видови, тие различно делуваат и ќе започнам од тоа дека всушност холестеролот во нашиот организам е неопходен. Така. Дури и така наречениот лош холестерол ни е многу потребен во организмот, бидејќи тој ги подбутнува воспалителните процеси, што значи дека помага на организмот да реагираме со воспаление таму каде што треба да се реагира со воспаление. Дури се смета дека бегањето од холестеролот, кој што е многу популарно, најмногу од 48-та година, потоа нагласено со препораките од 84-та година на Светска здравствена организација, некои научници во Кина сметаат дека наглото намалување на количината на витаминот Д во човечкиот организам се должи и на тоа масовно одбегнување на холестеролот во храната и конзумирање на намирници кои што се дополнително обезмастени, како што е обезмастен путер, обезмастен јогурт, обезмастено кисело млеко, кашкавал и така натаму, што значи дека холестеролот, посебно ќе нагласам кај женската млада популација, неопходен за правилно регулација на хормоните. Потоа за јака мускулна маса, за подобра функција на витаминот Е, витаминот Д, но и апсорбцијата на сите витамини растворливи во масти. Така, неопходен е во потребните концентрации што ни се во организмот. Значи, како и се е неопходен во нашата исхрана, во концентрации кои што црниот дроб може
да ги метаболизира. Така, вела дека всушност без холестерол животот не би можел да се одвива. Точно И дека е на вистина неопходен, но еве сега ќе појасните вие што доколку нивните концентрации се многу високи. Споминавте дека некои комплетно исклучуваат холестерол и мастиот из храната и дека тоа не е правилно, дека треба да знаеме кои масти да ги примениме, а кои не. Еве да започнеме од месото. Дали секое месо подеднакво содржи холестерол, и црвеното и белото месо? Всушност не, но што е многу интересно, деловите од месото, од животното, многу се разликуваат во количината на холестерол кој што ја содржат. Секако белите меса содржат многу помалку холестерол. Така. Старото говедско месо исто така содржи малку холестерол. Но пак свинското месо, генерално, освен неколку делови, кои што и така ги белиме картина, речиси сите имаат повеќе холестерол. Но она што сакам да го нагласам и повеќе пати ќе го повторувам, всушност е тоа дека самиот холестерол како вид на молекула во содржината на намирницата, науката докажа дека битно не влијае на покачувањето на холестеролот, доколку немаме други пропратни работи, како што се заситените масти. И сега, количината на заситени масти во одредени животински намирници е различна и дополнително го подбутнува во лош правец количеството на холестерол кој што природно го има во животинските намирници. Што значи тоа? Кој тип на месо е најдобар, а кој е најпроблематичен? Секогаш останува, ако рибата спаѓа во месо, значи рибата е најдобар извор, потоа пилешкото, мисиркиното, потоа доаѓа говедското, најлошите типови на месо се свинското, дивечот, иако дивечот има други добри состојки, зајачкото месо е многу богато на холестерол, тоа сакам да го нагласам, бидејќи како да расте популарноста на конзумирање на зајачко месо поради други добри карактеристики кои што ги има. Но пак, целата оваа набројување ќе го заокружам со тоа дека пилешкото месо може да го упропастите во однос на холестерол, заситени масти и трансмасти, доколку го похувате и доколку го пржите. Значи, начинот на подготовка е исклучително важен, кога е во прашање месото, но и останатите продукти. Еве, како да го подготвиме месото? Всушност, начинот на подготовка е најважен во однос на тоа и како ќе се метаболизира храната во нашиот организам, но и колку од она што во првично го нема, ќе го стекне во начинот на подготовка. Мислам дека многу пати сме зборувале, но варењето и печењето на сув воздух, како и поширањето, што значи дека во атмосфера полна со влага, како да сме заборавиле дека месото може да се пече во рерна, ако имаме подлога тава, во која што има вода, која што ќе испарува, тие се најдобрите. Похувањето и пражењето се најлошите методи, меѓутоа печењето на скара на жар исто така видно и многу пати го зголемува присуството на заситени масти, односно во самиот тек на печење, на скара и на димење се зголемуваат, значи, оксидацијата на мастите и на тој начин всушност го губиме и она малку добро, значи ја унапредуваме оксидацијата на мастите, што всушност е и оној најважен фактор за покачување на холестеролот и сите проблеми со работата на црниот дроб. Она што е интересно е, најдов една научна студија која што вели дека доколку брокулата ја печете на скара веднаш по печење на месо, што значи дека и таа која што има фитостероли ќе создаде одредени хемиски соединенија кои што прават лоша активација на црниот дроб и тој ќе може со помала активност да го одработува вишокот на холестерол кој што сте го изеле во оброкот. Што значи дека дури и кај
зеленчуците кои што на вистина во диетотерапијата ги препорачуваме, начинот на подготовка многу зависи и тука всушност сите сме сконцентрирани на мастите, меѓутоа постојат две многу важни точки на кои што треба да се концентрираме во исхраната доколку сакаме да внимаваме на маснотиите, а тоа е внесот на добри масти кои што ќе помогнат да оној вечно дискутиран сооднос на добрите и на лошите масти бидат во добра корелација, но и антиоксидансите. Знаете, мастите не оксидираат внатре во јајцето. Мастите оксидираат во нашиот организам. Што значи дека треба да внесеме, да внимаваме на дополнителниот внес на антиоксиданси и други хемиски состојки кои што ќе ја спречат додатната оксидација на она што сме го изеле, а содржи холестерол. Ќе се задржиме уште малку на месото, Надица. Кога подготвуваме црвено месо, треба ли да ја отстраниме целата видлива маснотија? Или пак ако месото има кожа, треба ли и кожата исто така да отстраниме? Сушност под кожата се наоѓа еден слој на масно ткиво. Најчесто се работи за така наречено жолто масно ткиво. Сите го имаме, каде што се чуваат хормоните и јас препорачувам кожата да се отстранува од тие причини, посебно доколку таа е печена, крцкава, па на неа има и други хемиски соединенија. Но доколку сакаме термички да обработиме многу масно месо, ајде ќе ги дадам за пример свинските ребра, мислам дека се неодменлив дел од празничната трпеза овие празници. Навистина би требало дел од маснотијата да се острани, затоа што и во текот на печењето може да оксидира, а и дополнителен внес на заситени масти. Всушност, веќе речиси 15 години, Академското друштво за нутриционизам во Англија докажа дека треба да ги отстраниме заситените масти, да ги намалиме, да внимаваме на холестеролот и да ги исклучиме трансмастите. Што значи дека да, пожелно е отстранување на сето она што ќе ни направи дополнителен внес на заситени масти, а во салото заситените масти ги има повеќе отколку холестеролот кој што го има и во месото. А кога подготвуваме месо, може ли да употребиме и некаква маснотија дополнително? Прифатливо ли ако ставиме маслиново масло, да речеме? Значи, што е со рафинираниот зејтин? Рафинираниот зејтин апсолутно не треба да термички да обработуваме. Знаете, квалитетно парче месо во принцип би требало термички да се обработува без додаток на масло, ниту пак на маст, од проста причина што на тој начин некои додаваат свинска маст. Тоа е свинската маст, јас ја одобрувам исклучително во процесот на пржење. И тоа еднаш до два пати во месецот може да го објасниме. Тука се променија препораките во однос на мастите. Да, затоа што таа има висока точка на димење, што значи дека не оксидираат мастите до 240, па дури некои тврдат и до 200, некои типови на свинска маст и до 260 степени Целзиусови. Но навистина нема потреба од додавање на било каква маснотија кога печеме месо кое што веќе содржи маст, па дури нека е и цела кокошка, нема потреба од додавање на маст. Маслиновото масло, иако не убедуваат некои научни студии дека и тоа има висока мокна издржливост, апсолутно за мене е неоправдано да екстрадевствено масло се користи во термичка обработка. За мене тоа е најдобро да се конзумира дури и како лажица, значи свежо, на гладно и така натаму, да го оставиме во комбинација со зеленчукот. Меѓутоа се покажа дека например додавање на она што не е апсолутно популарно кај нас и го нема маслото од репка, многу немаме, па дури и маслото од тиква, може доколку сакаме да дадеме јаткаст вкус
на месото што го печеме. Лично не преферирам, ниту пак препорачувам да се мачка посебно со свинска маст. Кога зборуваме за покачени липиди во крвта, што треба да избегнуваме од мастите, како путер, маргарин, еве го споменавте рафинираниот зејтин, маслиново масло, тука кокосово масло, палмино масло, има навистина цела лепеза. Значи би забранила палмино масло, само за информација би кажала дека кокосовото масло, иако е од растително потекло, содржи многу повеќе заситени масти од свинската маст, а стана мега популарно и мислам дека треба навистина да се ограничи неговата употреба. Она што треба најмногу да се внимава се трансмастите. Трансмастите ги имаме во високо процесираната храна, во се она што е обработено, во се она што е шушкаво запакувано, во се она каде што е технолошки поминало неколку процеси. Толеранцијата за трансмастите треба да е нула. Треба да исклучително да го намалиме внесот на заситени масти. Исклучително. Додека холестеролот, иако звучи страшно, треба да се конзумира умерено. Доколку имаме пропратни здравствени состојби покрај дислипидемијата, како што е метаболниот синдром, например, инсулинска нетолеранција, потоа шеќерна болест, треба да внимаваме и на холестеролот. Меѓутоа, се смета дека дури 3/4 од светската популација сосема здраво живее со зголемен внес на холестерол на тие фамозни препорачани 300 мг на ден, но многу тешко толерира повеќе од 5% заситени масти, кои што на дневна основа максимално треба да бидат вклучени во исхраната. Кога правиме чорби со месо, во нив има масти, има претпоставувам и заситени масти. Треба да ја ставиме супата во фрижидер, па потоа да се олади и со лажица да отстраниме маснотијата доколку ни е диагностицирана. Доколку треба да правиме диагностициран проблем со мастите во крвта. Доколку има дислипидемија, доколку тоа е во голема количина, да, тоа е пожелно да го направиме. Но пак, доколку таа супа ја јадат деца до 9 години и немаат проблеми со телесната тежина, треба да ја оставиме. Така, а што е со јајцата, Надица? Дали оние кои што имаат покачен холестерол може да јадат јајца? И дали кокошкиното јајце и јајцето од препелица, да речеме, имаат исто количество на холестерол? Оно што е интересно дека јајцето на вистина дури и во препораките на Светската здравствена организација беше речиси единствениот кривец. И првото нешто што луѓето до ден денес го исклучуваат од исхраната е јајцето. Страшно загласено со години. Со години. Всушност, тоа е најголемата заблуда во науката за исхраната. Веќе имаме сериозни повлекувања од тие ставови, од проста причина што жолчката има само 5% заситени масти, има, да, 190 мг холестерол, меѓутоа соодносот на 40% мононезаситени и 15% полинезаситени масти во жолчката, во таква идеална школска содржина и рамнотежа не постои во ништо друго. Што значи дека жолчката целосно е сосема безбедна за конзумирање. Она што е интересно е дека ако додадеме јајце во салата, ќе искористиме многу повеќе од нутриентите кои што ги има во зеленчукот, дури и комбинацијата на она старовремска салата која што младите ја заборавија на јајце, варен компир и кромит, е едноставно многу добра во диетотерапијата на дислипидемија и помага за одржување на добри нивоа, што значи дека само таму каде што имаме докажано нетолеранција на омедол, односно на типот на маснотија од жолчката, а тоа е кај неверојатно малку луѓе кои што имаат и генетско оптоварување од двата родители на нетолеранција на масти, треба да внимаваат, значи 3 до 4 јајца неделно. Останатата популација може да конзумира
едно јајце на ден слободно. И пак ќе повторам, секако варено или поширано, но Доколку не го и испржиме, пржено. веќе сме го смениле. Популарниот Оној липиден омлет- сооднос, очигледно. Да, популарниот омлет, сакам да нагласам дека можеме и да го испечеме. Популарната фритата шпанска, која што за среќа почнува да станува и кај нас популарна, некои работи кои што се добри и треба да ги украдеме од тугите којни. Апсолутно, треба што почесто да ги практикуваме, да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Нутриционист консалтинг, е денешната гостинка која што дава одговори на многуте наши прашања, но секако и на сето она што вас ќе ви интересира, заинтригира и ви создава дилема. Еве, Надица, баш ми е драго што разреши еден мит, една дилема поврзана со јајцето, значи дури оние кои што имаат проблем со холестеролот и покачените триглицериди слободно можат да јадат по едно јајце на ден. Умерено може да јадат 3 до 4 јајца неделно. 3 до 4 јајца неделно. А што е со млечните продукти? Знаеме дека тие се полномасни, дел од нив. Дел пак се обезмастени. Што тоа значи? Зашто да се одлучиме? Сирење, кашкавал, јогурт, кефир. Она што е интересно, значи напомнав две важни точки во борбата со дислипидемијата. Третата се ферментираните производи и се враќаме на дисбиозата, на микробиомот и така натаму, значи билните влакна и ферментираните производи. Ферментираните производи се неопходни. Значи, тие дури влијаат на намалување на нивоата на холестерол и го покачуваат добриот холестерол. Значи, добриот микробиом ги покачува нивоата на добриот холестерол. Кај млечните производи кои што се полномасни, обезмастените никогаш не ги препорачувам во исхраната, подобро задржете се на едно залче кашкавал, отколку на обезмастен кашкавал. Тука има технологија која што веќе прави штета на крајниот производ, да, бидејќи па се додаваат други работи на местото на она што е одземено. Меѓутоа, тешките кашкавали, овчото сирење е таков еден спој на масти и на протеини кој што е тешко дигестибилен. Кај седентарен живот, голема конзумација на волку енергетски густа храна, при тоа тешко сварлива, неверојатно брзо вишокот црниот дроб го претвара во масни резерви. А не имаме навика да седнеме? Парче леп, кашкавал или сирење? Значи, ние сме можеби единствената нација која што конзумира леп и кашкавал. Насекаде во свет кашкавалот е повеќе од зачин, па во популарните шоуа гледаме како само се ренда многу помалку на крајот за да даде повеќе. Меѓутоа, кога третираме дислипидемија или сме склони кон дислипидемија, посебно кога имаме покачени ензими на црниот дроб, навистина треба една рестрикција на кашкавалите и на тешките сирења. Значи, фета, моцарела, урда. Највкусната. Значи, тоа може да остане во исхраната. А тоа може да остане? Тоа може да остане во исхраната, но кашкавалите и тешките, стари, посебно сирењата ферментирани со мувла, апсолутно треба да се исклучат, значи, за време на третман на дислипидемија, посебно кај триглицеридите, бидејќи млечните протеини имаат една друга комбинација, значи има една аминокиселина во себе, која што на некој начин влијае, се вмешува во метаболизмот на липидите и всушност прави да ствараме плак во артериите. Истото тоа својство го има и желатинот говедски, кој што е се популарен. Ќе проговориме за говедскиот желатин, но да им дадеме предност на гледачите кои што очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Ало, здраво, добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Да, сакам да поздравам вашата емисија и поздрав до гостинката. Благодарам. Сакам да прашам, после прележувањето на короната холестеролот ми е 7, а претходно ми бил 5,5. Па сакам да прашам како да го намалам. Така, дали во овој случај по прележување на корона би можело со исхрана нешто да се влие, бидејќи денешната гостинка е нутриционист, а би можела од тој аспект да ви даде одговор. Ви благодарам за поставеното прашање. Надица, да го слушнеме прашањето и на следниот гледач, а потоа ќе дадете одговор на двете прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да ја прашам докторка, дали може
а недоварено јајце да му се дава на дете од 2-3 години. Така и уште еднаш ќе нагласам денешната гостинка е нутриционист, а вие сакате да дадете неварено јајце, ако го разбрав? Да, недоварено јајце, жолчката да биде недоварено нека. на дете од 2-3 години. Добро, ви благодарам за поставеното прашање, Надица, повелете. Првото прашање е многу често, значи веќе тука се работи за така наречениот пост-ковид синдром, каде што доаѓа бидејќи холестеролот и се покачува после вирусни инфекции, општо атак на целиот организам настанал, секако треба да се повнимава. Она што во пракса го среќавам и сакаме ве кон сите кои што имаат нарушени параметри на биохемиските анализи пост-ковид, да не престанат со грижата за исхраната после прележувањето на ковидот, што значи дека третманот пост-ковид треба да биде нагласено, избалансиран и со внимание. Во ваков случај многу добри резултати добивам во враќање во нормала на холестеролот пост-ковид, доколку го зголемам во диетотерапијата внесот на антиоксиданси и на билни влакна. Кај женската популација одам дури до 35 грама дневно, значи да се внимава, и антиоксидансите неколку кратно да се зголемат. Сега, фала Богу, имаме достапност на шумско овошје во смрзнат облик во маркетите, доста ни е достапно и економски оправдано, но да се зголеми внесот на секоја храна која што е богата со антиоксиданси, може да се вклучи тука црниот и зелениот чај. Пост-ковид ми се покажа како многу добар и за регулација на покачена гликемија, честа појава и овде, и секако, ако е била третирана со антибиотици, да се внимава на микробиомот, односно пробиотици и пребиотици, пак билни влакна. Сега интересно е она за малото дете до 2-3 години. Значи, ровко варено јајце, јас апсолутно не препорачувам на никого, затоа што здравствено безбедно јајце е само она кое што е варено добро термички 4 вработено минути најмалку, доколку е органско и го познаваме, меѓутоа кај дете и тоа не би го направила. Второ, белката мора да биде добро сварена, од проста причина што живата белка на некој начин се меша во искористувањето и дигестијата на протеините. Го супресира ензимот трипсин, кој што помага во варењето на протеините. Затоа и кога велиме 15 дена јајца од препелица живи, тоа е токму поради тоа што на долги патеки живите јајца не се пожелна категорија, поради тоа што живата белка има неколку соединенија кои што влијаат, всушност го стопираат искористувањето на протеините, а пак кај малите деца протеините се од многу големо значење поради тоа што се во интензивен раст. Така, тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш почитувани продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Останете на Телма. За регулацијата на покачениот холестерол и покачените триглицериди во крвта преку храната, денеска зборуваме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Надица, многу е популарен говедскиот желатин. Велат дека тој всушност содржи добар холестерол. Го препорачувате ли? Всушност, говедскиот желатин се смета и точно е дека поттикнува стварање на колаген. Меѓутоа, говедскиот желатин всушност во себе апсолутно има многу малку масти. Тој е богат на протеини. Што значи дека како извор на добри масти, апсолутно не можеме да го користиме. Меѓутоа, говедскиот желатин морам да нагласам дека генерално е контраиндициран со многу заболувања. И всушност, оние каде што постои медицинска оправданост, каде што треба да се подбутне колагенот, веќе има колагенски препарати. Значи, на конзумирање на суплементи како колаген хидролизиран по отколку говедски желатин. Говедскиот желатин го намалува клиренсот на крвните садови, односно делува на згустување на крвта, што значи дека влијае на
циркулацијата. Згуснувајќи ја крвта и намалувајќи го клиренсот, значи циркулацијата, на тој начин може да допринесе и до зголемување на холестеролот и на триглицеридите, но и на еластичноста на крвни садови преку натрупување. Посебно не смеат да го користат луѓе кои што имаат варикозни вени, посебно не смеат луѓе кои што имаат тромбофлебит, посебно не смеат да го користат луѓе кои што имаат инсулинска резистенција, потоа кои што имаат инсуфициенција бубрежна, значи една голема лепеза на други секундарни хронични кардиоваскуларни заболувања, висок притисок. Значи воопшто не е наивна или неговата се, например, употреба. на терапија на разредување на крв. Значи тука апсолутно ја нема користа. Туку напротив, има аминокиселини во себе, меѓу кои лизинот е најпознат кој што дава вискозитет на крвта, што значи дека плюс тоа е многу тешко сварлив. Тоа е многу густ, апсолутно е тешко сварлив. Ја зима, ја абсорбира целата вода во нашиот организам. Впрочем, затоа и забрануваме на малите деца гумени бомбони. Так. Затоа што абсорбираат голем дел, па потоа Имаат проблем со столица, па завршуваат на детска хирургија, па ги чистат. Тоа исто се случува и кај возрастните луѓе и затоа јас генерално желатинот говедски не, но постојат и други желатини. Тоа е пектинот, него го има во овошјето, во дуњите, во јаболкото. Тоа се исто згуснувач. Тука се работи за растворливи билни влакна. Тоа пелте што нашите баби го спремаа од дуњи, од круши, од јаболка, тоа да. И тоа исто така ќе поттикне стварање на колаген. Што значи дека треба да се внимава и апсолутно велам популарноста му е голема, но треба да се избегнува. Уште еден гледач очекува вклучување во денешната Телма амбуланта, бидејќи сме при крајот на денешното издание, ќе ве замолам кратко и концизно да го поставите прашањето во интерес на времето. Добар ден. Добар ден, поздрав до сите. Повелете. Може би не ја чув својата. За кефирот не ми кажа, за производи од козјо млеко и самата сурутка. И ако може после и за B17, внесување на B17 во вид на капсули. Добре, ви благодарам за вклучувањето во програма и вез уште неколку продукти кои што би можеле да влијаат на рамнотежата на липидите во крвта. Сурутката е спомна господинот. Сурутката и ферментираните. Значи ферментираните производи. Сега има и кисела зелка, сезона е. Јогурт, кефир, кисело млеко, пробиотски јогурт. Секојдневно на менито за регулација на дислипидемија. Сурутката е богата на протеини, сиромашна на масноти, доколку треба да се зголеми протеинскиот внес, а треба во диетотерапијата да се намали внесот на месо и месни продукти, тогаш сурутката е добро решение. Но спомнувањето на B17 не е во контекст, но во контекст се горчливите работи, всушност изворот на B17 доаѓаат од горките сенки. Горчливата храна која што ние веќе 50 години заборавивме да ја конзумираме, всушност е одлична за намалување на холестеролот и на триглицеридите. Бидејќи намалувањето на триглицеридите оди на поинаков начин, тука ги атакуваме внесот на шекерите и на јаглените хидрати, простите шекери, простите јаглени хидрати, затоа што триглицеридите се резултат на непотрошени јаглени хидрати, односно енергија претворена во маст, а горчливата храна и танините всушност можат да ги абсорбираат, исто како и легуминозите, кои што можат да ги абсорбираат мастите и да ги држат во дигестивниот систем, а штом нешто го држиме во дигестивниот систем, може и да го исфрлиме. Надица, имаме многу малку време, имам ја многу прашања на интернет. Ако побараме совети за намалување на липидите во крвта со помош на исхрана, наидуваме на најразлични рецепти. Да речеме, комбинација од цвекло и лимон. Или пак секој ден да се зема јаболков оцет.
Може ли да ни направите една комбинација од продукти, едно дневно мени, кој што ќе ги содржи овие работи и со тоа да го заокружиме всушност денешното издание на Телма Тоа ќе Амбуланта? биде најпрактично во интерес на времето. Она што сакам да кажам е дека многу од овие рецепти помагаат, но не се замена за правилна избалансирана храна. Сега, например, доколку третираме дислипидемија. Пред да го почнеме појадокот, може во една чаша вода да раствориме една лажица, значи нефилтриран, органски јаболков оцет, да исцедиме половина лимон и така да го започнеме денот. Појадокот може да ни се состои од овесни снегулки и кефир, бидејќи легуминозите директно влијаат на намалување на холестеролот и ферментираните производи. Во тоа да додадеме, кој сака солена варијанта, може да додаде морков или цвекло, бидејќи цвеклото е супер храна за намалување на холестерол. Кој сака блага храна, може да додаде шумско овошје. Ужината нека бидат јатки, Добро. една шака, комбинирана со пектин, со едно јаболко. Ручекот секогаш треба да биде една чинија салата, во која што претежно ќе имаме, значи, зелка, потоа карфиол, тој се ја конзумира и свежа брокула или многу малку обарена брокула, или пак нешто каде што ќе имам, можеме да додадеме кромит. Кромитот е неверојаден заедно со лукот за намалување на холестеролот. Парче риба, која што сме ја печеле завиткана во хартија, или пак да биде варена на пареа. Еден ден во неделата грашок, еден граф, еден леќа, еден наут, значи легуменозите посебно. Ако сакаме десерт, може да биде едно какао, Добро. со таан замешано, ставено врз парче тиква. За вечера може да изедеме некоја салата во која што ќе има варено јајце и многу малку, например, оброк со урда или урда со сусам, тука има фитостероли, и масло од ленено семе и ленено семе, што значи дека тука ги вклопивме сите намирници кои што навистина доколку вака се храниме 3 месеци комплетно ќе вратиме во нормала сите проблеми кои што ги имаме со маснотиите. Значи 3 месеци внимавање на исхраната Тоа и сакам да може нагласам да се дека- регулира еден сериозен проблем. Да. Уште ми остана време, да, за авокадото да прашам. Дали авокадото треба да се применува и црното чоколадо? Црното чоколадо, доколку нема додаток на шеќери и доколку нема додаток на млечни масти, кои што се нерастворливи, да, што значи дека какао во друг облик или многу квалитетно. Авокадото е една од помодарските работи кои што јас како нутриционист на вистина го препорачувам. Значи да, тој има исто така многу добар сооднос, не така како јајцето, меѓутоа многу добар сооднос. И на вистина, она што е популарно, понекогаш знае нутриционистички да биде добро. Комбинацијата на авокадо, домат, сиров, малку маслинов зејтин и кромит е идеален рецепт за одржување на мастите во добри нивоа и за покачување на добрите масти. Откако ќе се постигне нормализирање на липидите во крвта со ваков режим на исхрана, потоа можеме да си се вратиме на старите навики? Не доколку се тие лоши, меѓутоа може да се почастиме понекогаш во умерени количини од се. Доколку ние добро се храниме во текот на и во стилот на живење ни е добар и физичка активност и неседентарен живот и позитивна мисла, можеме понекогаш и да сгрешиме со некои кулинарски задоволства. Впрочем, храната не треба само да не нахрани, таа е всушност и треба да ни има и други многу важни моменти во нашиот живот. Така, Надица, благодарам за денешното гостување во Телма Амбуланта. Една навистина интересна тема и совети препораки кои што доколку ги практикуваме очигледно можеме да решиме еден здравствен проблем со кој што се соочува голем дел од популацијата воопшто секаде во светот. Благодарам на поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте. Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Нутриционист Консалтинг беше нашата гостинка. Гледајте не секој работен ден на Телма. Имете пријатен ден.